Бугарија преку писмо на Радев до челниците на Европската Унија ќе се обиде да го амортизира вчерашното гласање во Европскиот комитет за надворешна политика на извештајот за Македонија, во неговата изворна форма без амандманите што ги издействуваа бугарските европратеници за наводен модерен македонски јазик и нација. Бугарскиот председател во писмената изјава вели дека официјална Софија нема да прифати замена за францускиот предлог и дека правата на бугарите во Македонија не можело да бидат предмет на политички преговори. Но додека Радев во писмото поздравува што Брисел ги отфрлил тврдењата за вековниот македонски идентитет, на истиот тој Брисел му порачува во своите извештаи да не се меша во јазикот и идентитетот доколку не стави одредени специфични презнаци за нив. Фактот дека почитуваната институција како Европскиот парламент се изјаснува за категорија од морална природа или специфично научна ориентација како што се идентитет и јазик во отсуство на правна основа и релевантни надлежности е загрижувачки. Ваквите референци за јазик и идентитет без специфична дефиниција ги ризикуваат слободните толкувања што нашите југозападни соседи веќе ги прават со своите тврдења за вековниот македонски идентитет, посочува бугарскиот председател. Мицкоски пак возраќа со контрабарање. Признавање на македонското малцинство во Бугарија, спроведување на одлуките на Страсбург за регистрација на ОМО Илинден Пирин и македонски член во Комитетот за малцинства на Бугарија. За него неприфатлив е обидот на некои европратеници да креираат нова нација и нов јазик во 21. век. Тоа се изјави на бугарските политичари за домашна употреба. И тоа е разбирливо. Ме прашавте дали е мала победа, не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа. Но она што нас не прави задоволни е што граѓаните можеа да видат дека ниту идентитетот е бетон, ниту јазикот е бетон, како што одредени измамници во политиката не убедуваа изминативе 3 години, без разлика дали се од тука или од надвор. Македонскиот премиер, иако се надева дека и најавените нови амандмани нема да поминат, сепак вели исходот на пленарната седница на Европскиот парламент е неизвесен. Гласањето во комитетот ги намали и шансите за суштински разговори на председателката Силјановска со бугарскиот премиер Желјасков на НАТО самитот во Хаг. Средбата била само протоколарна. Јас имав пријатен, протоколарен, пријателски разговор со бугарскиот премиер за потребата да се почитуваме, за потребата да го следиме духот на двата народи, за потребата да помагаме, за потребата оној кој е веќе внатре да му помогне на оној кој што оди кон Европската Унија. Јас ги берам зборовите, верувам во потребата од пријателство. Конечното гласање на извештајот за Македонија треба да се случи до 10 јули на сесијата на Европскиот парламент во Страсбург. Катерина Нешкова, Сител телевизија.